цела година не фрлаат во арената да се бориме со лавот од страна на владата. Владата како најголем работодавач се иззема од процесот на преговори за потреба од раст на минималната плата и раст на останатите плати и тоа мислиме дека е жално. Тоа што нас не загрижува е тоа што не постои веќе социјален диалог, трипартитен социјален диалог, туку диалогот во Македонија е сведен на бипартитен социјален диалог или пак што ќе каже економско-социјалниот совет има форма, но нема суштина. Само седиме, разговараме, најчесто не слушаат кои се барањата на работниците и тука завршува целата дискусија и затоа им кажевме дека немаме повеќе време да чекаме, да седнат да се договорат до крајот на годината и доколку ја честитаат новата година на работниците со најниски плати, најниска минимална и најниска просечна плата во регионот и во Европа, тогаш работниците ќе им честитаат со протести и штрајкови. За жал, веројатно, некој некого мести со вредноста на таа просечна кошница, имаат ставено цреши, имаат ставено грозје, сето она што веројатно не го јадат во владата, некој гим го подметнува од страна на министерствата. Имаат ставено јаткасти производи и други екзотични овошје, што македонскиот работник со мизерна плата не може да си го дозволи, но веројатно се воделе од набавките, јавните набавки во влада со кои купуваат екзотични овошја, месо и слично и веројатно од таму се водат кога ќе ја прават пресметката, но повторно ќе нагласам, целта на синдикалната минимална кошница и целта на нивната владина кошница не треба да биде да им покаже на граѓаните колку треба да трошат, што треба да купуваат и да набавуваат, туку треба да покаже дека платите се ниски и треба да се зголемат рапидно во што е можно поскоро време.